Во 1461 година за прв пат се споменува црквата Свети Никола во село Пожаране. Селото во минатото имало повеќе жители, но поради тешкиот живот и борбата за екзистенција, мештаните се селат во други градови и земји. Вака раскажуваат жителите кои имаат потекло од ова село, кое располага со природна убавина, а годинава е збогатено со голем број посетители кои доаѓаат за да го прослават празникот Свети Никола Летен. По иницијатива на црковниот одбор и младите кои потекнуваат од Пожаране, годинава на овој ден се одбележа патрониот празник во дворот на црквата Свети Никола. Што треба да се направи во село Пожаране за црквата? И ние одлучиме, зашто никогаш досега старите го правеле, ама години немаше направено, да се празнува црквата Свети Никола. И ние од прошла година, прв пат, почнаме да го славиме патроно на црквата Свети Никола. Ова ни е втора година, како прославуваме со кумови, со музика, с народ. Знаете, оваа година и минатата година карактеристика за Пожаране е што младите сакаме да ги привлечеме со некој потез, со некој нов модалитет, со нова музика и така натаму. Еве, например, оваа музика сега што ја носиме е за нас повеќето непозната, а составот е кичевски, а реномиран музички состав. Со осветување на колачот и водата започна чествувањето на големиот празник. Во селото се гради и манастирот Свети Климент и истиот се планира да биде осветен следната година. Да, во секој случај главните работи се при крај или се завршени. Останува уште внатрешна декорација на црквата со настикување на фрески. Се надам дека она што мене лично ми е познато, дека црковниот одбор интензивно работи со ангажирање на уметник кој што од таа област цртање на фрески. Се надевам дека во текот на оваа година веќе ќе за месец-два ќе почнат интензивно и тие работи, така да до крајот на оваа година црквата Свети Климент или манастирот Свети Климент ќе биде во цело завршен. А од наредната година се надевам дека како што и овде кај во Свети Никола и во Свети Климент ќе има ваков еден народен собир. Задолжен за добриот претчек на гостите беа годинешните кумови. Честа е многу голема, а и чувството е многу големо, убаво, како да кажам. Значи, преубава работа, имат и беричет, значи ја го посакувам на секого да биде кум на ова прослава овдека Свети Никола Летен. Идните кумови очекуваат побогата манифестација. Овиот кум имавте среќа да го добиете паричето, еве еден повик за следна година. Така е, пред се да кажам дека премногу сум среќен што го добив кумството. Наредната година имам желба и би сакал, значи, да што поголем број дојдат на Пожаранци и останати луѓе за да се провеселиме и да се видиме и на вакви убави денови, да бидеме секогаш весели и насмеани. Чест ми е, мило ми е што може да бидам новиот кум за до година и се надевам и понатака сега да ставиме за младите да имат вакво нешто чувство, што како што сме ние денеска. Голем број на лица кои не се од Пожаране беа дел од прославата, уживајќи од убавата природа и богатата трпеза. Оние пак кои се од потекло од ова село велат дека ваквите настани се исклучителни напори на мештаните за обстојување на селото. Црквата Свети Никола во Пожаране се смета за соборен храм во селото, место каде што жителите празнуваат голем број слави. За наредната година очекуваат повеќе посетители и уште поголема прослава.